Здраво живо поздрав од ресторан Куманово СПА, каде што ги снимаме емисија за Куманово. Дојдемо до бројку 143 и денес имаме много интересантно соговорника, али на почеток да кажу дека прошла емисија и овој емисија јас сум облечен у бутик Тухедо, кошулја сако и такој ќе биду, што викав кумановци, облечен и дотерано наредни неколку емисија. Фала за Тухедо, он се наоѓа одма испод Аџитрајко, кафана, улица Илинденска, број 29. Денеска наши ваш гост е Љупчо Димитриевски. Здраво живо, Љупчо, прво те прашам како си? Углавно добро. Како ве служи здравје? Здравје, добро, према година, 76 години, мислим јас сум задоволен со здравствена состојба. Али со оглед на тој дека ти си многу активен, тој после ќе зборимо, ти си удружение на пензионери, имаш активности кои ти помагав да га, што вика кумановци, да развиеш ведар дух и виталност на организам. Да, сигурно, у здраво тело и здрав дух се вика и практично ја, уште како мал, постојано сум со некои активности, почнувајќи како дете од 7, 8, 10 години, така, играјќи малски топки, тогаш фудбали нема топки. Ја сега какви беа топки, некои пластични, некои гумени. Да. Со другари од мало тука, нон-стоп трчаме натаму, потоа како доаѓаа годините и со повозрастите продолжуваме да играме топка, па и фудбал малку, по разни школски дворови и така. Компонентите во Омникум Остео ги избравме внимателно да помогнат во одржување на нормални и здрави коски, затоа што вашето здравје е наш приоритет. Омникум Остео е производ со комплетен состав на минерали и витамини за нормална хомеостаза и градба на коските. Сега обичајано на почеток да ја прашам, куде сте родени ви ташто, кој дел на Куманово? Овако е. Јас сум роден у Куманово. Татко ми е потекнал од село Тошница, како дете на 5 години, значи неде 24 година е доселен у Куманово, карши болница во едно Сокаче, тука е живеел дедо ми. Значи, татко ми, мајка му починала и кога се преселиле, дошла во Куманово тука. После тоа, татко ми имал доста тежок живот како дете. Дедо ми се преженија. Значи, он имае маќу и маќа имала плюс 2 сина. Значи, татко ми и брат ми имале од една мајка, а дедо ми од друга жена имал још две деца, 2 мушки деца. Како се викае татко ти? Татко ми се викае Тимчо Димитриевски, познат у Куманово као брашнар. Значи работае продавница од брашно последни 30 години и повеќе, иначе порано е и работал и други работи. Мајка кој се викала? Мајка ми е Драгица Димитриевска, Моминско Томич, од Бојановац потекнуе. Значи, ја имам некој така, ујко ми е од Бојановац. 3 сестри и еден брат се биле су. И сви 3 сестри су дојдени по мајко ми у Куманово дека. Една е одадена у Куманово, а друга е одадена била у Врања, па после се преселиле и со Стечум заедно дошли се у Куманово. Интересантно, татко ти кажа дека бие брашнар, кој е било у тој време реткост у Куманово да се занимава некој со тој делатност. Не, види што, он не е производувае брашно. Он е бие у трговија ангроснабдител. Значи, бие продавач за брашно. Порано се брашно продаваше у Џакови, кој се што има некои фирме, у Џакови се продава си на кило, може да мери. И тоа е, он е у неколку продавници биле сменети. Бие едно време куде Кино Козек, ту имаше продавница за брашно, па после беше, мислим дека се така викаше Балкан, фирма. Па после бија куде што е Стара Нама, ту имаше една продавница, и трето како последна продавница куде што е работае била е Карши Џамију.
Тој е тој е бил анкроснабдител. Татко ти кое годиште бија родено? Он е роден 1917 година. Веројатно он памти пуно од рат, кажувајте некои моменти. Па види, од рат, кажати дека он има доста тежок живот, сега ќе го работу малку поразјаснимо. Значи, испада овој као приказна, као бајке. Значи, маќа негова, значи, жена на дедо ми, друга жена, она има 2 сина. А дедо ми има 2 сина, татко ми и негов брат Милан, роден 14 година, су од мајко Дока, значи од Тошница. Сега, кад овај жената, маќата, кад порасне малку овие татко ми и чичо ми, там на 13-15 години, она убедуе га дедо ми да ги праќа да работи, да биде момци у село, да донасав приходи за овој. А нојни синови остануваат туи со нема. Значи, викам, испада као неки приказни, маќа праќа ќерки, а овде се работи за синови. Меѓутоа, судбина е многу била несреќна за њума, затоа што еден од нојни синови загинуе у партизанија бија, у борбу с балисти на Треско загинуе, а други бие интерниран у Бугарија и таму као се разболеа, веројатно туберкулоза бил тоа време, и овде се жени, али после за кратко време починуе. Од njega имам едну сестру која се вика Станка, значи од тога чичо кој не е по бабу, она е сега почината. А постара е од мене, она е 45 година, мислам дека бе родена. Ајде опиши ни како е било детство, еве, Сој Кумановци кажуев, детство е било многу убаво за свите, имале сте игри кои су биле интересантни за вас во тој време. Фактички биле сте цел дан надвор на сокак. Да. Види што како деца сигурно дека смо биле релативно среќни, што не е имало компјутери, не е имало телефони, нон-стоп смо се дружили надвор, дали ќе играмо топку, дали ќе играмо мавачку, дали ќе играмо бам-бам. Рецимо, било интересантно, јас се сеќам, многу интересантно било навечер, иде Корзо, познатите Корзо кој е било по площад, неде од школу браќа Младинови, Елида, па там до Стару пошту, и нон-стоп се правило кругови, шетале. Сега, ја као мал, так не сам бија за девојки за шетање, али ми сме играле бам деца и тој ноќе. Ноќе, значи, трчимо од площад, идемо куде Ханза, што е тај продавница на куде комитет, па тамо, па се прекачуваме преку зидови, па заваѓamo други од овам, па кој кад стигне бам-бам. Тоа е било у тоа време интересантна игра бам-бам. Да, било е задовојство за млади луѓи. Може да спомнеш некои другари од детство, од наредни години с кои си проведуваа пуно време на сокаки и на улица? Па види, јас сум седеа цело време на некој начин у центар. Значи, живеја сам тој каде што е дом на културу сега, порано се биле куќи. Имале су тој некои другари, ја с ним и немам некои поголеми, не сам ги кој знае колку години видеа, не се сеќам уопште. Имаше еден Чедо, тој што смо се играле на Моша Пијаде, тој на почеток одна до банку. Док се правеше зграда, исто тоа што викамо бам-бам. Улазам у зграду, зграда не завршена, улазам од една страну, од другу страну, кој кога ќе ga начека, пар да каже бам. Да го пуца, да. Да. И тој беше еден од Роми Беле, татко му беше голман, не знам кој се викаше, за Куманово бранеше. Тие другари, тој се, а покасно, ја, како поголем, значи повозрастен там неде од 7-8 одделение, веќе почнуваме да се дружиме с некои другари, тој ги имам одека у слике коде су као повозрастни и с нима смо, значи од 7 одделение, 7-8 одделение, да, од 7 одделение до сега смо нон-стоп у контакт. Тој су Борше, Миле, Јане, Кажи ги по надимци, кој ги викав? Па нема со они посебни надимци, Бранко имаше
Бранко еден Ангеловски, нега, он имаше надимак Црни, имаше еден Јумеровски Исмаил, Шоте га викасмо, он имаше надимак Шоте, овие други не сме имале некои последни надимци. Имаше еден Круме Поп, и он се повремено дружеше с нас. Тој сме биле едно друштво кое сме сваки дан искачале у центар, до Чарчију, прошетале по некој круг тамо и се враќале дома. Сега Липче, тоа е интересантно, кој истражувајќи по некои подаци, на почеток се куде што е во Екики, тоа е била прва берберница у Куманово. Памтиш ли тој? Прва берберница у Куманово? Имаше една слика куде што Цацараца, Берберин, па тие Круме, постари мајстори, тој куде што е во Екики, па малку подоле сега тој е била берберница една. Да, сенче, ту имаше книжара на Ќошак, Да. Тоа е Тане Георгиева улица, јас сам седеј на Тане Георгиева кога сум се оженио. Ту имаше книжара, една, па имаше помала една култура. Мислим дека имаше и берберница, па имаше библиотека подоле, па имаше апотека и позади после едно време имаше нека задруга, а после неко време беше тој Зелен пазар. Не знам дали се сеќаш ти, тој е бија Зелен пазар своевремено, пошто јас сам баш бија непосредно до пазар сам се. Кажи ми те Зелен пазар како е изгледа, имало ли е луѓе тезгај засалени со робу, било ли е посетено од граѓани? Да, изузетно е бија многу посетен, не има огромен простор, али се улазало, имаше еден пролаз поред апотеку, ту се улазаше, тезги имаше многу, имаше и продавнице, а имаше још еден улаз-излаз, од другу страну, од кој е Тане Георгиев Карши Вајкики, и од таму имаше улаз за пазар. Понекад не може да уленеш од пазара, од тој колку имало гужва на пазар. Ту имаше еден точкар, не знам кој се викаше, син му беше Трајче, а он не се сеќам. Спиро точкар да не? Моля? Спиро. Може е Спиро, да. Спиро точкар, да. Спиро точкар, и он беше ти одма до книжару. Тој е чувени мајстор Спиро точкар, еден свига. У тој време он свига беше збори, тој да. точкар, а после неко време имаше уште еден точкар као работилница, као фирма. А тој Бранко Миташ после беше. Бранко Миташ. Куде е реклама што е... Не, тај Миташ е друг. Овој друг Путински беше као одговорен. Од фамилију Путински беше он одговорен, јас сам таму и тренираја малку бициклизам, па затоа го знам ситуација. Како се викала мајка, да не забраваме да го спомнимо? Драгица. Драгица. Она куде е работала? Она е била домаќинка. Исклучително вредна жена, с 3 деца сме биле, ја, сестра ми и брат ми, сестра ми Мирјана и брат ми Благоја. Добро. Сега ти се запишуваш у основну школу, ќе ни кажеш овој куде е? Основна школа, почнаја сме основна школа у браќа Младинови, а после тој доделено некој измену, имаше повише ученици и се отвори нова школа Христијан Карпуш, тој одма до цркву, некаде е било дом за деца без родители, и после тој се направи школа и тој сам учио школа. Јас се сеќам убаво каде брати Младинови и Крстен Мисирков школа изгореше, имам изузетно и србе пред очи. Еве сега да ни кажеш кои се века на слику твои другари од школа. Дај да ги погледам, пошто Еве, морам само да искористам наочаре. Наочаре. Да ги користам, пошто имам ја едну такvu слику. Еве, тој после ќе го покажам. Прво буди го покажам. А тој прво. Па ево, овде има борче, еден Стојановски борче, Калеш го вика со, Ѓоко Дојрански, он не е одека сега, у Скопје живи таму, Славко Табаковски, еден Раде... Покажи ги спрско е. Па еве овој борче, Борис Стојановски, Калеш, njega smo викале. Ovo je Zoran Stojmanovski, ne znam kako se prezimate, ovo je Ѓоко Дојрански беше, ovo je Тихо, презиме не му го знам, не се сеќам, ovo je Славко Табаковски, Табага вика сме. Овде од жени има, рецимо,
Елица една поголема, не сеќам на презиме, ова е друга Елица Божиновска. Божиновска правничка, сега е почината. Ова е Владанка. Владанка, ова е Благица, Трајковска Благица, најдобар ученик е била у наш клас. Добро. Кој би бил учителта или учителка? Моли? Кој е бил учител? А учителка беше Благојка Трајковска, еве го на слику. Благојка, Еве да го покажемо. изузетно Ово е добра учителка фоторевија. према моје мислење, значи добра со си, умерена, не сака да помогне. Таму су биле почетоци. А ова е практично след за време на прочка. Тоа е, значи се прави след, а јас сум баш тука прв на слика. Добро, овој куде е сликано овој? Ово е сликано у град е сликано, тоа не е на улица. Значи, кога се прави след тоа се сега прави дека како прошетка. Имамо 606 Христијан Карпош, 6-та година од школа. Тоа се слики малку повозрасни кога сме биле. Ова е професор по географија класен, Благоје. Мислим дека беше Трајковиќ, од Табановци е потекло. Значи, Овие- дека еве овие ги други колегите кои сега ќе ги најдеме тие што ги збореме преска. Да видимо. Ова е Ѓоко Дојрански. Ѓоко Дојрански, да има Борис Калеш, куде е? Овдека Борис Калеш га не га виду. Ова е Мирко Петковски, компир га вика смо, Шишан. Ова е Стојче Бојковиќ. Стојче Бојковиќ, ова е Зоран Стојановски, ние га спомнамо. А овој сам ја овдека Љубомир Димитриевски. Добро. Ово е Лазо. А еве га Борче Калеше, ово е овдека. Најдемо га. Одека е била учителка иста е била, така ли? Или друг учител е бил? Не, ово е А кога си бија у класа, Од седмо одделение, класа Кој ти бија. бија класа, како кажа? Тоа е Благоје Трајковиќ. Што е предавајал? Географија. Географија. Значи, ово е еден убав период од твој живот, основно образование, али гледам дека отприлike мале по 30 деца у класи виш. Да, имаше многобројно, доста ученици имаше. Што ве највише учила учителка, сем образование кое е било неопходно, друго што ве советувале учители и класни? По школа, може се каже дека беше едно образование на кое не се придаваше превише значење на информации, значи да не трупа нас с информација, да знаеме за детали. Све и свашта, да. Да знаеме за детали. Него беме некако растеретени од тоа. Значи само најважни работи. Се прокламираше другарство меѓу луѓе, една хумано однесување, значи почитување на постари луѓе, занимавање со спортски активности. Да. Тоа беше за разлика од сега, значи тоа беше приоритет у тој време. Ја мора да кажам дека многу не ми се учило, а можда и тоа е допринело да сам бија солиден ученик, пошто не сам се многу замараја с дома учење, али сам бија многу концентриран на наставу, док сам бија значи, на час. Ја тој на час што сам го запамтија, практично не сам имаја потреба да учу дома, него сам бија слободен, трчаја сам по фудбал натам-намо, шетање со другари. Кажи ми, кој се учија средна школа? Средна школа сам завршија у економску школу. Таков ми избор паднаја. Повише некако ми беше интересантна техничка струка, него економска, меѓутоа пошто беше близак со тоа другара Јанет, кој има там на стикот, значи с njega смо од почеток од седмо одделение со Јанет Цветковски, сега е почина. Од седмо одделение, тој е дојден од Новоселјан од Клечовце, од седмо одделение, значи економско училище, факултет заедно, у војска, у Сараево заедно,
вработени во полиција како инспектори за стопански криминал заедно. До тогаш сме значи биле нон-стоп заедно. Да. Тоа е значи еден период од можда да не кажам значи 30 години. 30 години, да. Али мај си, што ика Кумановци, афинитет за фудбал. Да. Привлекувајте фудбал како дете? А види што, у Куманово, воопшто и у Македонија, Југославија, фудбал е бија најпопуларен. И практично не могаја многу да се бавише с други спортови. Кошарка не е мало игралище за кошарку. Евентуално рукомет могаја да биде и топка. Ми топку сме играли, не сме играли фудбал. Значи топку сме играли. И тој ме на некој начин продолжува да ме оставља едно влијание, значи да продолжи и понатаму. И малку кога сам бија веројатно неде у средњу школу прва година или друга година, бија сам почнаа сам да тренирам фудбал под руководство на тренера Балевски. Име не му знам, али Балевски знам дека го викаа Бале. Значи тоа е чувениот фудбалер на Куманово, Бале, таа генерација, Шуте, Фирго, тој се великани на кумановски фудбал. Да, они су посредна генерација, ја не ги знам, али Балете ga знам. И бија сам може едну годину највише, у подмладе сам играле и тега практично Микава подмлад има смо доволно учесници у тие трензи и прави смо две екипе и наступа смо како предигра на главен надпревар на КСК. Значи пред да надпревар на КСК, ми наступа смо две екипи подмладак меѓу себе, подмладак игра смо меѓу себе. Да, ова е слика од април 63 година. Ти си имаеш 16 години тога. Па да. Кој се овдека на слику, може да ни кажеш? Може да ја кажемо, ти кажемо туја, мора научаре пара да земемо. Значи, овдека Јовица, сак презиме не ги знам на сви. Ова е Јовица. Ова име не му знам, Џулија се вика, го вика смо, од цигански со както и од центар. Ова е Миле Арсовски, за него го знам презиме, од Чавни цеви. Ова е Јовица, презиме, точно презиме не знам. Ова е Методија Алексовски, мој колега. Ова е Петко Смилковиќ. Јас сам овде Љубомир Димитриевски. Ова е Часлав, презиме не му знам. Ова е Сенто, колега од средњу школу. Ова е плава боја овде Морски га вика смо, од Карапмалу. Добро. Име не му га знам, Морски, од тој семејство Морски. Ова е Владе. Овој дечко Владе беше многу брз. Ја му викам да имаш како моторче имаш. И не кажемо тренера Балета, куде е Бале? Бале овде на крај, а овој не знам кој е, може да биде председател на КСК. Што ве навише учија Бале на тренинзи, ве кажи? Па Бале учише основни работи за фудбал. Значи, штопирање на фудбал, на топка. После водење топка, лево, десно, шутирање. Значи, шутирање, пуна, волеј, фелш, лев, надворешни, унутрашни, фелш и нормално трчање, ради кондиција. Сега имаме уште едну слику од фудбал. Ти ќе ни кажеш кои се овдека на фотографија. Овде на фотографија е мој брат Благоје Димитриевски. Он е бие добар коментар. Он е бие исклучително добар, играе за Куманово. Овде не ми е познато зашто е сликан на градски стадион, веројатно е почнаја и тој со фудбал, пошто е топка голема овде многу, мора да се фудбал тренирале, да е мала топка, може да се тренирале рукомет, кондиционо, али пошто се работи за голему топку, и он е веројатно бија... Кој се овдека на слику, знаеш? Не познавам, има ниједнога не познавам тие деца. Пошто брат ми е помал 7 години од мене. Како има надимак брат ти? Брат ми Туч. Да. Значи он беше исклучително
Он е 54 година. Да, он е 54 година роден, он беше исклучително телесно добро развиен, значи и тежак, мишичав, и затоа го вика Сатучи као рукометар. Да, он е бија таа генерација рукомет Куманово, каде бија Чаво, Шерко. И таа екипа е била у Куманово позната тој време. Јаче, голман, Да. тие су биле. После завршување на средна школа, продолжуваш и да студираш или се запослуваш? По завршување на економска школа, јас се запишувам на економски факултет. И завршувам го 17 година, значи дипломирам у рок од тие 4 години кои су редовно студирање. На тој студирање ја имам другари с кои смо се дружиле и практично сви смо студирале економски факултет. Да успею да ги пронајду, они се од Не, неја постар. овој се од основна школа. Мислим, као интересантна слика беше таја, али не го видов дека не може да го пронајду. Еве го слика. Сега. Значи, овој се другари кои смо се ми дружиле. Овој се од Куманово или од други градови? Сви се од Куманово. Ајде кажи. Еве, ово е Јане Цветковски за кој кажа, значи наш животен пут е бија 30 години заеднички. Он е с мене, значи вработен бија у полиција кој инспектор, после отиде у Скопје у МВР, там работа и враќа се покасно у Куманово кој инспектор у Пазариш и така дај. Ово сам ја, Љубомир Димитриевски, ово е Миле Цветковски, негов брат. Јас сам на njega наја кумка се женија, а ово е Борис Накевски, исто. Значи, сви четворици смо завршиле економски факултет. Борис Накевски бија финансов директор, а после генерален директор на амбалажу. Миле Цветковски е работен по стипендија у Шарни Цеви, директор на набавку, после директор на увоз извоз и на крај комерцијални директор пред пензионирање. Како е бија студентски живот во Скопје? Тега сте веројатно седеле таму, не сте путувале? Да, таму смо седеле, имаше бараки, а после тој приватен стан, ја, Миле Цветковски и брат му Јане, живе смо у Ѓорче Петров, у едну собу под Кирију, таму се рече. Значи, не смо путувале цело време, него смо таму седеле. За мене, економски факултет е бија доста едноставен, пошто имаја сам основ као економска школа и као и за сви. Сви смо биле добри студенти и сви смо завршиле у тој редовен рок од 4 години, значи никој не е од нас тие друштво продолжија повише од оној време кое е било неопходно за студирање. Тој као студенти не смо се многу бавиле се, не сме биле многу активни за спорт, али играле смо оној фудбал меѓу себе, значи као другари сме играле фудбал, или у Соколану, или у гимназију, или на Киселу воду смо се шетале, па сме играле. Еве да покажам на слика од Соколану, ти кој деси, млад. Да, тоа е Соколан, у зимски период со капуцам, значи тоа е едно наше дружење, шетање со другари, овие другари што ги напомнам, четворица, сме се шетале нон-стоп. Биле се активни, да. По град, и еве, Соколана и сме направиле една снимка, таа е една од тие снимки, моја снимка. У Соколану биели си на игранке на... Да, бија сам не често, али сам бија некој путе, али Соколана е мала за игранки, увек е било многу гужа, значи Препуно е било, да. нема куде да се сметиш. Тој се биле сви млади се довоѓале. Да, млади, да. Ево да не забравимо овие слики да ги покажемо. Тоа е моје семејство, ова е татко ми Тимчо, мајка ми Драгица, ова сум ја, а ова е сестра ми Мирјана, значи како мали деца, таа е веројатно била тука 3-4 години, а јас сум 2 години постар од неа, 5-6 години. 59-то, Кумановска бања, Бошко де што овдека ги снима емисија. Да, тоа е од прилike место каде што е наоѓа сега Куманово спа. Овој сам ја овдека, значи 12 годишни, ова е сестра ми, ова е брат ми Благоја,
мајка ми Драгица и татко ми Тимчо. Ете, било убаво дека кога се доаѓале као дете у бања. Па како дете, татко ни и мајка ни водиле со на прошетке, обавезно за други мај смо доаѓале на киселу воду или на студену воду до Брашани. Ево ше една слика интересантна. Ова е слика исто од кисела вода, кај што сме ја оде и сестра ми Мирјана. Јас сум бил малку, сакам, болничок у тоа време. Бие си популн. Да, популн. Еве други слики. Ова е слика од... Да, ова е татко ми. Значи, он има... Јас многу личам на татко ми и по конституција. И по лик и така. Тоа е татко ми Тимчо, ова е мајка ми Драгица, ова е тетка ми Добрила, ова сум јас, а ова е сестра ми Мирјана. Исто е тоа на Така език. во живо е Љупче едно правило, родители се биле многу строги, поготово татко. Твој татко бие ли е многу строг према вас? Морало се поштуе ред. Па, они бија, како да кажу, умерено строг. Знаеш, повише би кажаја, сакаја дисциплину, али не бија строг, не презимаја неки мерки нас да не малтретира, да не тепа, да тие работи, значи тој не се дешавало, значи бија еден родител кој бија многу време ангажиран со работа. Значи, он бија работаја двосменски у продавница. Се бале од 7 до 12, а после од 12 до 3 работаја земјоделие, да би обезбедија некои приходи, пошто мале смо земјиште, да би обезбедија приходи за да одржи семејство. Значи, он бија многу ангажиран с работа, а мајка ни била главна у куќу и она е била малку построга, али мајка као мајка не може да биде толку оштра. Нормално, стално не е убедувала овој треба, онај треба, овој треба, да учите. Значи е сакала да биде, да направи од нас прави луѓи, што се вика. Иначе, ја да спомнам дека како деца ми смо живеле у заедницу со чичо ми. Значи, првобитно смо живеле под кирију, а чичо ми кад се ожени, он земе овој жену гркинку, која имаше куќа у центар. А пошто он немаше деца, и сви доваѓамо и живимо заедно едно семејство. Значи, татко ми, чичо ми, мајка ми, стрина ми и ми 3 деца. Значи, 7 души смо живеле во едно патриархално семејство. Значи, патриархално семејство и имало е почитување. Чичо ни бија малку построг и повеќе не караше. Не, али не, караше и на поостар тон, но и тие бија добар, као Чичо бија супер. Ова е од те период на живот, да покажеме уште едну слику, ова е од 65 година. Да, тоа е баш каде што е куќа на Чичо ми и на стринко ми. Тоа е значи у центар, кој е дом на култура што е сега. Да. Ова е татко ми, овој сам ја, брат ми Благоја, мајка ми Драгица и сестра ми позадни Мирјана. Кажи ми, еве, бие си активен у фудбал, зашто не си продолжија даје фудбалска кариера? Па фудбалска кариера, што знам, ја по конструкција не сам многу физички некој атлета или така. И не знам, ја мислим дека не сум имал доволна брзина, значи утрчење, не сум имал добар спринт, а Бале ме ставаше да играм како бек. И веројатно тоа е причина. Иначе да спомнам дека од овие кои смо таму подмладак, скоро никој, не се сеќам некој да е наступуваја за Куманово, за КСК. Не е продолжија никој, Па мислим дека никој. Дали е тоа време такво било, не се сеќам. Важно, не знам да е некој играе за екипу на КСК.
Ево ова слика. Ово е слика, ја туја, ово е сестра ми, веројатно е па било некој излетище, а ово е ујко ми Светозар, Тозо од Бујановац. Он е овдека доаѓае, мајка ми га повлече да учи столарски занат од Димче Ребицо. Значи, он е туј работае, занат, туј е работае неко време, а после се враќа у Бујановац и тамо продолжува да си работи приватно и е исклучително успешно кариеру продолжува. Сега, на жалост, пред 2-3 години е починал. Кога што гледам по овие слики, Љупче, ти си бија доста активен. И ќе покажеме слики од пинг-понг и од фудбал, шахов дека, стони тенис. Многу си бија исполнителен човек, имае се пуно активности, али еве да покажеме овој слику с армонику 68 година, ова е спомен костурница. Да. Ево, нешто и преска спомнаа, значи ми сме се као другари пуно време шетале. Не сме седеле, не сме имале компјутери, не имало телефони, не имало. Тој време, као сиромашно семејство, ми не сме имале ни фиксен телефон. Не сме имале ништо од тие работи. Све на договор усмено. Да, и практично цело време сме се дружиле со овие другари, што ви кажа, 5-6 другара кои се биле. Овде сме на слику, ја, на спомен културницу и овој мој другар Миле Цветковски, мој кумашин, значи. Таму имаше ромчиња кои свире со армоники, лупа се на тарабуку и он имаше мрак, вика, ајде ќе се сликамо како музиканти. Ајде да се сликамо. Он поземе армонику, викам, јас сам поголем армонику. Не, јас сакам армонику. Добро, не е битно. Тарабука е помала. На армонику е он, така ли? Да, не. Али ја му викам, слушај, јас сам поголем, поисок, дај малку армоника да биде куде мене. А он вика, не, ја многу сакам армонику. Добро, ти армонику, ја ќе зему тарабуку, вика, не ја прави. Ево, дај слike. Ово е слика, мислим дека од школски данови, да виду поубаво, кад сме биле на некој излет. Куде е тачно, овој не може да кажу, али е негде у природу на некој излетиште. Не ми е познато куде е. Тој со практично, значи основна школа, учителка Благојка Трајковска. Ово е била, значи, веројатно четврто одделение, пошто гледам дека сме поголеми као деца. Добро. И ти спомна ове за спортување, значи ја покрај фудбал. Јас сум после наставија некако пинг-понг, малку да се ангажирам околу пинг-понг. У пожарну, Колега пинг-понг. Да, тоа е у повозрастни години. Јас зборуваш како дете кад сам бија друга, трета година, тоа е кад сам работеја во полиција. Значи друга, трета година кад сам бија, тек сам почнаа да се дружу со Славко Табаковски табак. И на некој начин с нега сам отишол у пожарно. И таму имала маса за пинг-понг. И сега да играмо пинг-понг, ама вика, ако сакаш да си присутен тој, вика, мора да бидеш член на доброволно противопожарно друштво као дете. Ја бијам член на тој друштво и играмо пинг-понг таму с деца. Таму, значи, Славко Табак, Ѓоко Крстеши Шврчо, Бранко Михајловски, шеф га вика смо, беше исклучително добар у пинг-понг. Значи, у тој време не можеме да го победиме, али ја упорен. Ја играм упорен и не се предавам. И имаше ош некој таму, Војчо, еден Мандо га вика смо у пожарно, нешто е едно друштво кое се дружесмо и од тој с мене почнува пинг-понг да биде пристоен. Одека гледам на слику легендарни Борче Беле, председник на Совку ТГ, Да, у тој човек време кој е многу работаја за спорт. Еве га Бошковски Борче Беле. овдеке јас сам ова е снимка најверојатно од некои работнички спортски игри. Каде сам како представник, како екипа на СВР Куманово, учествувале у тие спортски надправи, а ово е екипа у пинг-понг на СВР Куманово била. Кој се овдека на слику? Овде сам ја, Љубомир Димитриевски,
Ово е Љубе Георгиевски, исто колега инспектор по стопански криминал, а ово е Томислав Димитриевски, медицинар беше у тоа време. Значи, ми бемо сасвим солидна екипа у пинг-понг. Од кој до кој година си работаја у полиција и на која позиција? У полиција сам работаја од 1. март 1972 година до 15. март 1982 година, како инспектор за стопански криминал. Како е било тега во тоа време да работиш у полиција за стопански криминал? Било ли е тешко? Имаја ли си некои тешки моменти у тој работа? Па види, као и свака работа, ја со економски факултет завршен, имаше могуќност да се запостои у Кожару, у Шамицеви не, пошто таму имаше стипендисти, у Кожару имаше шанса, ама јас се одлучи за работа у полиција. Не знам, имаше некако предиспозиција да истерам работа правично. Значи, правду да го дотерам до некој степен до кој сам ја могуќност. Значи, да спрешу, да открију, значи, неки работи као криминални работи кои не се у реду, поголеми или помале. Значи, тој ме на некој начин привлече и ја таму 10 години сам работаја. Меѓутоа, тој дуго време почнува да биде некако рутинска работа и монотоно и некако ми дојде до идеја да ипак се упушту неки други работи, економски работи, и затоа после од 15. март 1982 година запусти се у Кожаро Куманово. Тоа беше Кожара, не беше комбинат, како шеф на набавка. Значи, не беше причина поголема плата у Кожару, за разлика од полиција, плата беше туј неде, меѓутоа сакаше да промену, значи оно што кажа рутина, монотонија ми стана и... А Кожара после некој време пропадна? Не, Кожара дуго време... 94-то пропадна? Не, Кожара 2003 годину отиде у стечај, иначе Кожара, значи, јас сам 82 работаја у Кожару како шеф на набавка. Па после како раководител на набавка, па како комерцијални директор, па како заменик генерален директор. Значи, тој се Тој бие, генерал Поповиќ бие глава. Генерални директор беше на Кожару, Драголјо Поповиќ. После 85 година дојде до интеграција на Кожаро и Крзнару и се формира Кожарски комбинат Куманово. Така поново Поповиќ е бија генерални директор. Ја сам бија у тој време директор на увоз и извоз, ја мислим дека кад се интегрирамо с Крзнару, Крзнара имаше извоз и се формирава 3 сектори. Значи, набавка, продаја, значи домашен пазар и сектор за извоз. Ја беше тега раководител на сектор за извоз и после тој некој време кога го почнавamo работа околу тој, значи постепено ја со своју работу напредую у своја позиција и доваѓам до заменика на генералnog директора и така се формирава доели. Доел Кожара, доел Крзнара, ситна кожа, значи крупна кожа, не као крна, доел крупна кожа, доел ситна кожа и доел конфекција. Ја беше назначен за доел на ситна кожа, куде технички директор беше Слободан Ковачевски, покасно он бедна играл началник. И од Кожаро ти идеш у пензија? Од Кожару не иду у пензију, пошто кажамо дека ситуација настана транзиција, пропадање на економију, на тој социјалистички систем, значи више нема клинички договор, нема Советски савез, нема источен пазар и све постепено доваѓа до пропадање на чевларе, а пошто кожарство е поврзано со чевларство, значи автоматски Кожара почина да губи замак, значи почнува да се прави загубе. Крзнара суочена с извоз на крзане автопрески за Германија,
соочен с конкуренција од кино, исто почнува да има проблеми, значи почнува да се појавуваат загуби, виде се дека нема никакви изгледи да се продолжи дале. Ја давам оставку као директор, као заменик директор и као технолошки вишак иду на биро за вработување од 1.1.2000 година. Добро. Све до 2009 година, када иду у пензија. Пензија. Ева Лјупче една фотографија. Ово се твои другари. Да, тој се другари, што се вика малски другари. Значи, оние четворица што ги имамо, значи, дуго време. Да. Овде има још плюс додатак. Овде е Миле Цветковски, мој кумашин, кој е први, па сам ја, па е овде трети, значи, предпоследен Боро Саздовски, с njega smo trenirali велосипедизам едно година и нешто, и најгоре Бранко Ангеловски Црни. Добро. Еве велосипедизам. Да. Интересантна работа, точкови у тој време. У тој време ја не може да се сетам тачно како да се уклучува, али мислим дека Миле Цветковски имаше желбу да биде у велосипедизам, а ја како негов другар, ја му се приклучи на njega. Значи ја се приклучи на njega да заедно тренираме едно годину нешто, значи најверојатно сам бија треќу година економска школа, у друго полугодие, и онда продолжи у четврту годину, све док идење на факултет. Кога отиде на факултет, ја више не сам се занимаваја, он продолжи Миле Цветковски, а овој се другари. Еден од тие преска ја спомнамо Боро Саздовски, еве он тој. Овој сам ја, а овој е Драган Ганега, вика смо, презиме не се сеќам. Имаше још едно 3-4 кои беа присутни у тие трензи. У тој време се тренираше на контраши, немаше овие со менјачи, Не. не, со контраши. Еве го и шах. Шах е позната спортска дисциплина у Куманово. Еве овдека некој турнир. Овој не ги гледам овие овде позади, али мислим дека се работи за некоја екипа надпревар помеѓу овој полиција, СВР Куманово и некоја екипа на работнички спортски игри па поново. Значи на работнички спортски игри ми куде бемо доста успешни. Тамо. Еве сега овдек, овој сам ја овдек, значи јас сам бија и у шак стално пристан. Овој Љубе Георгиевски не се види добро, пошто он цигарец, он бија исто спортски, он бија и на некој начин задужен у СВР за спортски активности. Ќе кажа покасно за тие спортски активности. Овој Славко Трајановиќ, и он играе шак, але не толку пуно. Он бија шеф на тој оделение за стопански криминал. Значи ми троица овдек сме од тој оделение. Ово е Лазо Милиснер, ово е Перо Спасовски, полицаец, он бија доста пристан у шах у Куманово. Добро. Сега овој само спомнамо го за Љубе Георгиевски. Ми практично у полицију има смо овој активности за одржавање на физичку кондицију. У петак после 12 сат има смо слободна активност. Ми го избирасмо фудбал. Значи у петак у 12 сат по 10-15 овој вработени у СВР Куманово играсмо фудбал од 12 до 3 сат. По 3 сата трчесмо. Да. Некој више, некој мање, кој колку можеше. Еве ова слика некоја венчавка. Ово е моја свадба, моја венчавка. Ово сам ја овдека. Ово е моја супруга Елица Димитриевска, Моминско-Спасовска. Ово е брат ми Благоја Димитриевски. Ово дете не се сеќам кој е тачно. Ово е мајка ми Драгица. Ово е баба, мајка на мојата супруга Јанка Спасовска. Ово е тетка ми Добрила. Ово е мојот побратим Љубен. Ово е татко ми Тимчо Димитриевски. Ово е моја кума Гордана Јовановски и мојот кум Тоде Јовановски, професор по историја. Ова е фотографија
Диме Домузлиски тука, ова сум јас, ова е генерален директор Драгоје Поповиќ. Домузлиски е Бора што е бе. Да, Домузлиски, Диме Домузлиски. Ова е прослава најверојатно од годишница на Кожарски комбинат Куманово, затоа што нема тука други. Еве нова фотографија од пинг-понг. Ово е 85 година пише позади. која година? 85-то. 85-та година. Ово е од Кожарски спортски игри. Ја мислим дека се работи за Куманово спортска сала. Да, спортска сала. Да. Се работи, ово е надпревар со кожара Борис Кидрич од Битола. Значи, тогаш имаше кожаријади се одржува, а тоа ќе го спомнем предвид. Кожари секоја година, значи, учествува неколку кожари од Македонија. Значи, Кожарски комбинат Куманово, после Кожарски комбинат Гоце Делчев од Скопје, Крзнара Димко Митрев од Велес. Тоа се практично биле 4 кожарски предпријатија у тоа време, кожарски организации, на кои се одржуваа посебни кожарски спортски надпревари во неколку дисциплини. Таму имаше застапено повеќе дисциплини. Значи имаше и за шах не сум сигурен дали сме имале. Имаше Што имало? пинг-понг, ракомет, одбојка, имаше дури и пливање. Ја требаше да учествувам и на тој надпревар у пливање, меѓутоа надпреварот во пинг-понг се многу одолжи, практично не стигнав да отидам на пливање. Значи имаше повеќе тие спортски дисциплини, не знам дали имаше атлетика, мислим дека немаше. Во секој случај била успешна традицијата. Да, иначе ја како некој руководно лице од Кожарски комбинат бев задужен за спроведување на овие спортски надпревари. Значи ја сам бија некој као главни. Да. Еве на ские. Значи практично скоро да нема некоја спортска активност у која ја не сум учествувал. Знам дека само бокс не сум учествувал. Иначе скијање, пливање, ова е на попова шапка, значи еве и скијање ме привлекуваше и тоа така рекреативно научи да скијам. Не сум некој скијач бил, ама на обични благи патики се скијав така. Да, и тоа е слика од скијање, и тоа е попова шапка према моја, а може и да е Марово, не знам. Не може се види точно на кој терен е. Добро, веќе има некои семејни фотографии. Тоа се унуци мои. Еве да ги спомнеме и твои унуци. Сега. Ја, значи, као семејство имам 2 ќерки. Марија Димитриевска, завршена економски факултет, запослена е у биро, агенција за вработување. Она има 2 сина, Кирил и Матеј. Добро. Друга ќерка е Јасмина Димитриевска, сега Апостоловска, а ова е нејзиниот син, мојот внук Симеон. Она каде работи Јасмина? Она работи као наставник по англиски јазик у основна школа 11 октомври. Добро. Да ги поздравиме од твои внуци. Ово се слики од венчавке. Да. Ово е на помала ќерка, Јасмина. Ово е зетни Зоран Апостоловски. Ово е постар зет Горан Димитриевски. Значи ќерка ми па има Димитриевски само со сија плюс. Ово е моја супруга. Ово мора да види. Ово сам на крај, тоа е нашка мили ќерка, не знам ташно. И ова е слика исто, ово е од другу ќерку, тако ли? Ово е од другу снега. Ово е од другу ќерку, еве да го спомнемо. Да, ово е од другу ќерку Марија, Горан
ова помала ќерка Јасмина, моја супруга Елица, сват ми Стојан Димитриевски, ова е моја сваќа Павлина и ја овдека Љубомир. Ево, ово е веројатно средба на генерација на матуре, мај 2001. Ово се твои... Ово су матуранти, значи ово су од средни школа. Твои колеги? Да, мои колеги од економска школа. Ајде ги спомнемо кои се. Ајде има сега. Ја, сакам прво да го спомну Славчо Димковски, професор по француски јазик и нас класен раководител. Овој сам ја овдека, Љубомир Димитриевски, до мене Јовица Стојчевски, трактор га njega, виказмо тако е. Ово е Ленче, Димковска Ленче, зад неја Јане Цветковски, зад Јане Борко Стојмановски Шоња, десно од него Славко Табаковски, до него Сенто, Олга Аршовска, тука, овде понатак имаш Лепа, Оливера Стошиć Трајановиќ покасно, колешки од факултет, ово е Свилар Томислав, Раде Поповски, своевремено беше директор на печатница Просвета, Нада Стојмановска, ово е Благоја, презиме не сеќам, од друг клас беше, пошто беме, у тој време биле сме од два класа, А и Б. Ово е Драгица, Менка и така. И други. Ево да покажем уште едну слику. Ово е некоја дружба, некоја седенка. Ово е, колку се сеќам, мислам да пишува 2001 година. 2001 година. Тоа е интересантна работа. Ово е свадба каде е одржана на постару ќерку, на Марију. Тоа е у пролет 2001 година, кад беше оне конфликт. Рат кад беше. Каде е рат. И у тој момент имаше постојано детонации од експлозиви за време на свадба. Пошто свадба се држа у ресторан Лав на железниčku станица. Добро. Сега, ти си активен у Движение на пензионери, ти си председател на комисија за спорт. Колку са наши пензионери у Куманово активни на поле на спорт и во кој генерално? Јас сум пензионер од 2009 годину и почеток се дружевме со шах. Углавно идеше, беше пристојно на тие турнири. У тој време беше за шах задужен Милисав Серафимовски, он е бија познат за шах у Куманово и наступува за екипа на Куманово, колку ја знам. А од 2015 година ја сам назначен у комисију за спорт, одмор и рекреација, задужен за шах. И 4 години сам бија задужен само за шах. А од 2019, еве сега до 2023, сега завршава мандат, јас сам исто у комисију, сега као председател, али поново задужен за шах. Значи, у наше сдружение се промовира физичка активност. Затоа е, поред други комисии за културу, драмска, рецитаторска и така натаму секција, има, значи, и комисија за спорт, одмор и рекреација. И да кажеме дека имате одлични резултати и на општински, и на регионални, и на републички направари. Ваше движение. Имамо добри резултати, некад добри, некад послаби и така да е. Куманово е неколку пута на републички и прво место освојувале. Последниот освојување е 2021 година, така се освоиле прво место. Значи, се вкупен пласман. Иначе,
свака дисциплина си има своји резултати. Сакам да кажу дека спортски дисциплини или активности, неки работи може да не се рачунува спорт, како што е речимо табла, домино, Пикадо, да. Да, пикадо, стрелјаштво, тоа се дисциплини кои се заступени, понатака атлетика, значи има трчање. Има и влечење јуже. Да, трчање за жени и мажи има, значи влечење јаже и понови дисциплини кои се уведени, шутирање, слободни фрлење на кош и шутирање на мали голчиња као пенали, значи од 10 метра без голман. Тој се дисциплини у кои постојано има активности и членови има 5 члена комисија од кои секој е задужен за посебно за дисциплина. Еден има за пикадо, друг има за стрелашо, трети има за домино и табла, четврт као ја за шах и пет има за атлетика, меѓу кои спаѓа и тие кош и фудбал. Во свак случај браво за нашите пензионери, за резултати и посакуваме да продолжите со тај тренд на работу, jer фактички таа физичка активност и тие сви активности у склоп на здружение продолжува га живот на пензионера, остаја га да биде ведар човек, оптимистичен и све друго. Да, тоа е една врста, рачунamo ми као дружење. Сега, у тоа дружење добро да се постигнат неки добри резултати. Ама првобитно е важно да се дружимо. Значи, да се дружимо као спортисти, пошто има разни дружења. Речемо, као пензионери имаме дружење на екскурзии. Значи, еднодневни екскурзии се организираат тек на година по 10 и повеќе и тамо луѓето се дружат. Тамо е многу поголем број. Има по 2 автобуса, по 3 автобуса, некад има и повеќе. Значи, по 100 у едно дружење. Да, и правите представи, сек беше господја министерка. Значи, има и преко театар, дружење, у театар иде и натаму. Значи, ама спортско дружење е едно специфично дружење кај што доваѓа еден при наступ еден зголемување на адреналин, со вика. Значи, малку почнува срце да работи побрзо. Значи, свак се труди нешто да направи. И сега, некад е толку су, речимо, могутности, а некад па спортска среќа допринесе да стварно постигне неки добри резултати. Ја увек зборувам, но вие кад боримо. Шах, речимо конкретно за шах. Играш еден пут добро, друг ден играш лошо. Да, така, тоа е спорт. Да, тоа е спорт. Речимо, ја на турнири што ги имам ми, као шах организирам у тек на годину, 10 и повеќе турнири. Поединечни, наступамо на надправили екипни, кои ги организира ветерани, за ветерани, армиски и полициски ветерани, кои организира СВР, организираше по повод патронални празник и организираше Арама. Уклучuje свога и Црвен крст. Значи, као екипе, шах игра сме. И некад бидемо боди, некад послаби. А на турнири ја сам играя. Кад играмо поединеш, некад биду прв, некад у средину, а десетите биду некад и последен. Само за крај кратко, од светски шахисти, кога највише га цениш? Еве, плејада на асови шах и мало, Роби Фишер, Анатолий Карпов, Гари Каспаров. Кој ти е био милен шахист? Па, види што, ја не сам многу пратија шаховску теорiju, niti pa sam imao mnogo goleme. Evo, od ovije, od ovije bivši i u prostoru Kumanova dovođaje Matanović, bije Mihail Talj, bije Boris Paski i Kumanov uvijek je imalo posjetenost od vrni šahisti koji su dovođali u naš grad. Da, oni su dovođali, a nažalost ne sam imao priliku ili ne se sećam da se vidu. Ja šaham malko, kad igram šah da bude atraktivno. Ne da bude monotono, da bude uzbudljivo. Ne da bude neka ratna igra koja će se kao boks. Samo će idem natam, će bjega, ne se udara. Znači od deka sakam da bude
малку да, значи, има динамика, па макар некаде и погрешиш потез, значи да не процениш, ама направиш еден добар продор и некад успее, некад не успее, али испада добра, атрактивна партија. Значи, мене таков шах ми се игра и ја увек тако играм. И затоа и некад, оно како што е напомна, некад било прва, ама 10 некад било и меѓу последни. Лјупче, се спомнама ги твои керке и ти збори, али редно да го спомним твоја супруга, ќе се налјути ако не покажемо слику од њума. Да, еве го тоа е твоја моја супруга. сопруга Елица, кажамо, она е 2 години помлада од мене, 47 година родена, сега е пензионерка, со завршено средно економско училиште, работена од почеток до крај во медицински центар во книговодство. За крај, кога би се каја во емисија да поздравиш? Ајде поздравим прво гледачи на ТВ Плюс. Значи, гледачи, потоа сите мои роднини во Кумано и ван Кумано, пријатели во Кумано, ван Кумано, сите кожарци, крзнарци, пошто ми имале големо, сите колеги од полиција, значи пошироко, сите пензионери, спортисти и неспортисти, и да им посакам на сите долг живот, во добро здравје, расположение, фамилиарна среќа. Да не забравимо да ги поздравимо унуци твои. Па свакако. Така е. Мои унуци, да ги поздравимо. Сакам да кажам, твоја фамилија, да. Да, и моја фамилија нормално. Еден од мои унуци на помала ќерка Симеон Апостоловски, е добар кошаркар, има добра висина. Татко му го така насочи кон кошарка. Браво. Извореден ученик, значи сега е 9 одделение, освојувач на награди по математика, физика, природни науки. Учествувае на републички надпрви. Значи нема куде не учествувае. Браво, нека продолжи тако е. Компонентите во Омникум Остео ги избравме внимателно да помогнат во одржување на нормални и здрави коски, затоа што вашето здравје е наш приоритет. Омникум Остео е производ со комплетен состав на минерали и витамини за нормална хомеостаза и градба на коските. Фала ти што беше гост во емисија за Куманово и ќе се видиме друго прилику. Пак ќе да разговарамо за случување у наш град. Фала и на вас што ме повикасте да бидам пристано дека. Надам се дека с мое искажување многу луѓе ќе се најде в себе си кои су биле с мене и ќе се подсетим на данови кад ни е било поинако него ли што е сега. Да не кажемо нормално, кад сме били помлади, живот ни е бија поинтересантан, ама јас сум задоволен као пензионер и би се каја бар сви да биде најмалку како мене задоволни, па и повеќе. Фала ти, Лјупче. Толку за денеска, поздрав од ресторант Куманово Спа и посекуваме се најбоље.